најпрвен да се заблагодарам за интересот. Јас сум Стефан Степановски, соработник за младинска политика и граѓански сектор од Агенцијата за млади и спорт. Тука сме денеска во Делчево на една од последните консултативни средби кои што ги спроведуваме како Агенција за млади и спорт за изработка на новата национална стратегија, која што ни е во тек. Пред се ни е многу значено да го слушнеме гласот на младите. Сакаме оваа национална стратегија да биде инклузивна, транспарентна и да дадеме можност секој да учествува и да го даде своето мислење за истото, зашто сепак на крајот од денот се работи стрикно за младите. Во неја имаме ангажирано експерти кои што работат, беа избрани на јавен повик, кои што го даваат целиот придонес за да се изнајде најдоброто решение за истата. Верувам дека ќе даде таква слика каде што ќе ги осликува реалните потреби на младите. Се надеваме дека ќе биде усвоена до крајот на месец мај. Ќе имаме нова национална стратегија за млади, која што ќе служи на целата држава. Што би сакал исто да кажам или да додадам тука е дека оваа национална стратегија исто така произлегува од законот кој што беше донесен во јануари 2020 година за млади. Исто така не би можел исто да се заблагодарам за партнерите кои што ни се поддршка во текот на овој процес, а тоа се мисијата на ОПСЕ во Скопје, UNDP, UNFPA, без кои што не би можеле да го спроведеме заеднички. Имаат различни предлози и сугестии, најчесто даваат. Новитет во оваа нова национална стратегија за млади која што ја креираме е додадено полето за безбедноста, пошто се соочувавме со големи предизвици во минатото. Тоа е еден новитет меѓу кои младинско информирање, младинска работа, предприемништво и поддршка пред вработување, здравје и така натаму. Што ќе следува по оваа фаза? После консултативните средби пробуваме да собереме што е можно повеќе предлози, каде што исто така оваа национална стратегија е прикачена на системот на ЕНР, каде што секој ќе може и онлайн да даде свој коментар или сугестија, каде што после тоа се разгледуваат, се прифаќаат голем број од сугестиите. Следуваат средби со младинските чадар организации, следуваат средби со политичките подмладоци, следуваат средби со средношколските унии, каде што при затворање на тој процес очекувам да ја усвоиме. Најпрвен да ви се заблагодарам за денешното присуство тука. Јас сум Стефан Степановски, доаѓам од Агенцијата за млади и спорт. Со нас се експертите Мартин и Дарко, кои што ќе ни помогнат денеска како да ги представиме оние предизвици кои што ни се на нас при изработка за новата национална стратегија. Агенцијата за млади и спорт ја спроведува нова национална стратегија од почеток, да кажам. Сакаме да прибереме што е можно поголем број на коментари и сугестии, како би можеле да добиеме јасна слика и реална слика што им е потребна на младите. Ова е една од последните средби кои што ги правиме по региони по Делчево, консултативни средби, каде што пробуваме и на овој начин да прибереме што е можно повеќе коментари. Дарко и Мартин ќе започнат со презентацијата, чисто да ви представат кои се области ги опфаќа националната стратегија, дали треба да додадеме нешто, дали треба да одземеме. Верувам дека ќе има голем број коментари, ќе имаме конструктивна средба, каде што ќе добиеме што е можно поголем број на сугестии од ваша страна. Сакам да се заблагодарам исто така тука на партнерите кои што се со нас од почетокот на воведување на оваа национална стратегија. Тоа е мисијата на ОПСЕ во Скопје, UNDP и UNFPA. Тие се наши партнери за изработка на оваа национална стратегија. Па би му дал збор на Мартина, ако може. Hvala Stefan, zdravo i na sите од мене. Јас сум еден од експертите кој работеше на предлогот на стратегијата со еден поголем тим, подоцна и Дарко ќе се представи. Од некаде од октомври месец почнавме да работиме на документ кој се вика Национална стратегија за млади. Направивме еден текст во процесот што до сега имаме направено идејата на овие локални консултации да слушнеме
што мислите во однос на тоа, дали целите и мерките кои се дел од таа стратегија се во ред, дали треба нешто да се дополни, да се испрли. Ова е последна средба од 8 средби кои ги правиме на локално ниво. Ќе пред да ја почнам презентацијата, треба да прашам дали до сега некој си има сретнал со документ Национална стратегија за млади, некој од претходните, и дали знаете што таков документ би представува? За национална стратегија знаеме што представува документот, инаку претходно ја немаме видена националната стратегија за млади. Сега малку стана така популарно со формирањето на локални младински совети од страна на општините. Јас сум од општина Бекчево, Елизаровска, помнат работам во локален економски развој и сум дел од тимот кој што го формира локалниот совет. Сега сме баш во фаза на верификација на членовите на локалниот младински совет, дел од нив е денес овде со нас. И дојдовме да видиме што ќе ни понуди таа национална стратегија, која што ќе биде една водилка понатаму за нас за аплицирање на различни проекти од различни области за млади. Некој друг бидејќи има доста предпоставам во просторијата и искуството во некои од другите градови беше дека не многу се запознаени со еден ваков документ и која е неговата функција. Дел и од идејата за овие средби е да бидат свесни она што се покажа како предизвик на претходните национални стратегии за млади, дека помеѓу младите не се препознаени дека воопшто постојат и која е нивната улога. Се надам дека истекот на средбата денес ќе поразговараме и за тоа. Инаку во да речеме кратки црти, национална стратегија за млади е некаков документ, тестамент во кој државата ги собира сите приоритети кои смета дека треба да се направат во областа на младите и некаква водилка, па дури би рекол документ кој ги обврзува да застанат на страна на младите. Ова е стратегија чисто говориме не само за младите, туку и од младите. Значи, постоеше поголем процес на консултација за кој сега малку подборувам, во кој беше важно да се слуша